Една од мерките за да се заштити цената на горивото е и намалување на ДДВ-то, изјави премиерот Христијан Мицкоски во контекст на заштитата на граѓанскиот стандард и амортизирање на потенцијалните проблеми во економијата. Да, се разбира и тоа е една од опциите. Тоа е можеби најмалку посекувана опција од аспект на тоа дека сите денеска зборуваат за расходите од буџетот, а никој не зборува за приходите. Намалувањето на ДДВ-то би било директно на приходите, но нас ни е важен стандардот на граѓаните и ние сакаме како влада секогаш кога тоа е потребно на граѓаните да им излеземе во пресед, така да една од опциите и таа. Мицкоски не исклучува активирање на други мерки во зависност од глобалната состојба на енергетскиот пазар. Ние следиме состојбата, како влада веќе донесовме мерка со намалување на дел од акцизите за бензините и за дизел горивата. За жал, цената на берзите расте, денеска повторно се доближува до психолошката граница од $100 за барел. Војните дејства во заливот се зажештуваат, се интензивираат, така што повторно очигледно не очекуваат предизвикувачки денови. Се разбира дека ние како влада ќе интервенираме со дополнителни мерки и тие мерки дополнително ги анализираме. Дали тоа ќе бидат таргетирани мерки, дали тоа ќе бидат генерални мерки како што беше и претходно. Но важно е дека имаме основ, прогласивме кризна состојба на целата територија на државата до таму некаде октомври месец, така што веќе ги имаме сите правни механизми за да превземеме чекот. Граѓаните кои претрпеле штети од невремето, Мицкоски ги повика нив да ги пријават за подоцна да бидат обештетени. Апелирам до граѓаните да оние кои што имаат претрпена штета ги пријават тие штети, да излезе комисија, да ја констатира и да добиеме ние како влада повторно спецификација на тие штети за да можеме да ги обештетиме.